Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести. Во Гостивар е регистриран нов случај на ХИВ позитивно лице. Од вирусот се заразило 19-годишно момче. Вкупната бројка на пациенти со ХИВ-СИДА на Гостиварското подрачје сега изнесува 8. По 4 години во Гостивар е регистриран нов случај на пациент со ХИВ вирус. Од епидемиолошката служба потврдија дека станува збор за машко лице на возраст од 19 години, кој вирусот го добило по хомосексуален пат. Со ова, вкупната бројка на пациенти со ХИВ-СИДА на Гостиварското подрачје изнесува 8. Во регионот Гостивар се регистрира нов случај на лице заразено со ХИВ вирусот. Се работи за лице од машки пол, на возраст од 19 години и од градот Гостивар. Со овој нов случај, вкупната бројка на лица со ХИВ-СИДА во нашиот регион се искачи на 8 случаи. Хронолошки, првите 3 случаи се регистрира во 2005 година и тоа 3 лица болни од СИДА. Во наредната 2006 година се регистрира уште еден случај, исто така лице болно од СИДА, значи вкупно 4 лица заболени од СИДА. Во 2011 се регистрира првиот случај на лице ХИВ позитивно. Во 2016 се регистрира уште 2 случаи на лица исто така ХИВ позитивни и последниот случај во јуни месец оваа година исто така, како што реков, лице ХИВ позитивно. Новозаболениот лабораториското тестирање кое покажало позитивни резултати за ХИВ го извршил во Скопје. Освен тој пациент, во јули потврдени се уште 3 други ХИВ позитивни лица и сите се од главниот град. Првиот ХИВ позитивен случај во Македонија е регистриран во 1987 година. Според податоците од Институтот за јавно здравје, во земјава со ХИВ-СИДА моментално живеат 329 лица. Лекарите потенцираат дека во недостиг на ефикасен лек и вакцина против вирусот и болеста, информираноста и превенцијата се главни за заштита на здравјето. Советуваат да се практикува сигурен сексуален однос, да се избегнува честа промена на партнери, иглите и шприцевите да бидат за една употреба, а здравствените работници секогаш да користат ракавици, маски, стерилни инструменти и за своја лична и за безбедноста на пациентите. Во 3 одделни случаи на Тетовско-Гостиварското подрачје приведени се повеќе лица кај кои полицијата нашла дрога и наркотични средства. Продолжуваат акциите на полицијата за откривање на дроги и наркотици во Полошкиот регион. Секторот за внатрешни работи Тетово информира дека ноќеска половина час по полноќ во тетовското село Боговиње полициски службеници го лишиле од слобода 24 годишниот МИ од ова село. При преглед кај него била пронајдена марихуана. Лицето било задржано во полициска станица за расчистување на случајот. Околу 2 часот и 15 минути по полноќ во близина на бензинска пумпа во тетовското село Жеровјане, полициски службеници го привеле 33 годишниот ДШ од Неготино Полошко. При преглед кај него бил пронајден кокаин. По целосно расчистување на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера околу 17 часот и 20 минути во близина на гостиварското село Зубовце, полициски службеници запреле патничко моторно возило Fiat Tipo со италијански регистарски ознаки, во кое се наоѓале 18 годишниот ГИ од Гостиварско Дебреше, 27 годишниот СА од Гостивар и 18 годишниот АА од Врапчиште. При нивен и преглед на возилото била пронајдена марихуана. Тројцата биле лишени од слобода и задржани во полициската станица во Гостивар за расчистување на случајот. Во Гостивар во текот на вчерашниот ден регистрирани се случаи на измама и физички напад. Во првиот пензионер останал без повеќе од 500 евра, а во вториот на градскиот плоштад бил нападнат 27 годишник. Повозрасен жител на гостиварското село Вруток станал жртва на измамници. Вчера околу 10 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар, 86 годишниот вруточанец ША пријавил дека во близина на гостиварската болница бил измамен од 2 лица. Според пријавеното, двете лица му се доближиле и едното од нив му се представило дека е од Канада
и му побарало пари наводно за да плати одредени услуги за сопругата во болницата. Според пријавата, пензионерот му дал 450 евра и 4500 денари, а како гаранција дека брзо ќе му ги врати парите, лицето му оставило лажен златен часовник, кој претходно наводно му го продавало на друго непознато лице. После тоа измамникот заминал и не се вратил назад. Полицијата соопшти дека се работи на расчистување на случајот. Во Гостивар вчера е пријавен и физички напад. Околу 6 часот наутро, 27-годишниот СА од долнореканското село Скудриње пријавил дека на градскиот плоштад физички бил нападнат од 3 лица од Гостивар: ЛМ, 19 годишен, СШ на возраст од 40 години и НШ на возраст од 21 година. Набрзо потоа лицата биле пронајдени и приведени во полициската станица Гостивар, а по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат изготвени соодветни поднесоци, најави секторот за внатрешни работи. 12 погрешно паркирани возила се подигнати од Тетовската пајак служба во текот на вчерашниот ден. Во акциската контрола се откриени и поголем број други прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, продолжува со засилени контролни активности за поголем ред со паркирањето во Тетово. Вчера во Тетово откриени се 12 погрешно и непрописно паркирани возила, кои биле санкционирани со исто толку поднесоци и кои биле подигнати од Тетовската пајак служба. Покрај ова, откриени исто така се и 16 возила кои ја пречекориле максимално дозволената брзина, 8 возачи без положен возачки испит и други видови прекршоци. Вчерашните прекршоци заокружени се со вкупно 43 поднесоци и 9 писмени предупредувања. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески информираше дека истрагата за рекет е проширена и врз специјалната обвинителка Катица Јанева, која еден час претходно беше приведена по наредба на обвинителството. За неа се бара притвор. Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески на пресконференцијата рече дека постои сомневање дека јавната обвинителка ја злоупотребила својата службена положба и овластување, зашто прибавила и имотна корист во значителна вредност. Со оглед на тоа, ве известуваме дека јавниот обвинител кој ја води постапката донесе наредба за проширување на истрагата и против јавниот обвинител, кој е приведен и обвинителството од надлежниот суд ке предложи определување на мерка притвор. Од обезбедените докази се утврди дека јавниот обвинител ја искористил својата службена положба и овластување кој ги има по Законот за специјалното јавно обвинителство и одредбите од Законот за кривичната постапка и за себе и за други лица прибавил имотна корист во значителен износ. Досега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Затоа само информациите добиени официјално од јавното обвинителство се целосни и веродостојни. Тетовската библиотека Кочо Рацин е меѓу првите во земјава по бројката на посетители и покрај тоа што нема своја читална и работи во тешки просторни услови. Од почетокот на годинава до крајот на јули, нејзините услуги биле искористени 23.000 пати. Повеќе од 23.000 посети од почетокот на годинава до крајот на минатиот месец регистрирала библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Според посетеноста го зазема второто место во државава, многу значајно за нив, особено поради фактот што библиотеката нема своја читална и работи во тешки просторни услови. Овие 20 години што сум вработена овде у библиотека, мислам дека нашава библиотека мада што не ги исполнува, нели, основните услови како библиотека, сепак ние броиме со голем број на читатели. Слободно можам да речам дека ние сме меѓу првите. Сега замислите, немаме ни читална, немаме ни доволен простор.
Последната статистика направена, значи, од месец јануари до крајот на јули, значи, без август, вкупно се зајмувања, значи, 22.763 зајмувања. Плюс тоа, друго е, значи, резервациите и продолжувањата. Значи, околу 23.000 посетувања, значи, посетители у нашата просторија. Тоа е, значи, многу плюс за нас, многу ние сме задоволни, мада нормално сакаме уште повеќе, ама за разлика од другите библиотеки, ние кога и посетуваме други библиотеки низ Македонија, пошто нашата библиотека често организира, значи, посета на други библиотеки, стварно сме запрепастени, пошто и сме задоволни со себе си, можеби нашата услуга е добра, зашто нашата библиотека е фреквентна, значи има посетеност. Интересен е и фактот што голем број читатели вршат резервации на книги, за да бидат сигурни дека делото што сакаат да го прочитаат ќе се најде прво во нивните раце и покрај тоа што оваа услуга се наплаќа. Кога ќе спомниме за резервации, значи ова е стварно еден многу еден феномен, да речам, значи има и такви случаи што доаѓаат читателите и се принудени да плаќаат плюс 10 денари, зашто таа услуга се наплатува. Значи има такви случаи, тоа нас не задоволува, нели? Зашто чекаат за не една книга. Оние се можат, значи готови се и да резервираат за книга, да чекаат за книгата, тоа е еден плюс, значи, како за нас, за библиотекари. Во Тетовската библиотека секогаш се трудат да ги задоволат потребите на читателите и навреме да ги обезбедат сите нови наслови преведени на македонски и на албански јазик, како во возрастниот, така и во детскиот одел. Планинарските клубови Тетекс и Јелак од Тетово овој викенд организираат искачување на Титоврв. По 11 пат во летниот период, љубителите на планината ќе се искачат на највисокиот врв на Шарпланина. Традиционалното летно искачување на Титоврв во заедничка организација на планинарските клубови Тетекс и Јелак од Тетово ќе се одржи викендов по 11 пат. Организаторите очекуваат голема посетеност на планинари од цела Македонија на оваа планинарска тура, која ќе се одржи во недела на 25 август. Секоја година оваа тура е посетена, но некако годинава на сите оние тури кои што ги имаме организирано и Тетекс и Јелак, посетеноста и заинтересираноста на планинари од цела Македонија е се поголема и поголема, па така да и на ова искачување во недела очекуваме дека бројката ќе биде исто така голема. Организацијата како и секоја година предвидува нели организиран превоз тука од Тетово со тргнување од 6 часот за да на Попова шапка се биде во 7 часот и тргнувањето нели кон врвот биде во 7 часот од платото пред хотелот Попова шапка. Очекуваме и годинава како и лани најмала бројка од околу 150 планинари. Се надевам дека времето ќе не послужи, покрај тоа што сите метеоролошки прогнози велат дека времето во недела ќе биде сончево и топло, прекрасно идеални услови за искачување на овој висок врв на нашата Шарпланина. Да не заборавиме и да ги поздравиме, а воедно да им се заблагодариме на припадниците на секторот за внатрешни работи Тетово, кои што секоја година, а и на секоја тура која што поголема ја организираме и е на државно ниво, ни излагаат во пресрет и ни даваат поддршка со своје сопствено возило, меѓутоа и со лицата кои што ги испраќаат на терен заедно со планинарите да се движат по истата патека по која што ние се движиме, за да нели за секој случај доколку не дај Боже се случи некоја несреќа, бидат тука и ни помогнат. Се разбира дека лекари, медицинско лице имаме во групата, како од планинарскиот клуб Јелак, така и планинарскиот клуб Тетекс, затоа што имаме и наши членови кои што се медицински лица и кои што секогаш се со нас и се разбира дека носиме се она што е потребно од завој, од разни таблети кои што се за алергија или не знам слично, па се до оние инекции кои што се даваат нели на доколку дојде до некои потешки случаи на срцев удар или мозочен удар или слично. Патеката е со должина од околу 12 километри, зашто се потребни околу 4 часа за искачување. Се движиме по
стандардната добро маркирана патека, тоа е ваковската патека. Значи, од прилика 3-3,5 сати, евентуално 4 сати, стигаме до кулата на Тито Врв, каде што по едно мало излагање за историјатот на кулата, кога е градена и така натаму, ќе се обратиме до планинарите. Инаку, што се однесува до организацијата ова планинарска манифестација, имаме професионални водичи со лиценца, како што неколку водичи од планинарскиот клуб Тетекс, така и од планинарскиот клуб Јелако Тетово, така да безбедно ќе биде движењето на планинарите до планинарскиот дом, односно до кулата на Тито Врв. Пократок престој, околу час можеби, сето тоа пак зависи од временските прилики кои ќе не следат тој ден. Се враќаме назад по истата патека до Попова шапка и од тука завршува манифестацијата. Планинарите се упатуваат секој од кај што е дојден. Организаторите укажуваат планинарите да имаат соодветна опрема за вакви тури, планинарски чевли, кабаница и слично, а со себе да понесат вода и лесна храна. Времето денес беше претежно сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите се движеа од 15 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 8. Времето утре ќе биде сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат од 17 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 8. Тука е крајот на денешните вести. Пријатно!